Корупцијата ни ја јаде државата. Ниту една работа не може да тргне напред, ако претходно не му се стави крај на ова зло кое не влече назад. Ово во Кочани го кажа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и лично ги повика граѓаните да го пријават секој случај на барање мито или друг вид на притисок. Ги охрабрувам граѓаните на Македонија во секој еден сегмент, ако имаат било каков проблем од било кој што однесува пред се на криминал и на корупција, отворено да го пријават. Да го пријават и заеднички да се бориме против криминалот и корупцијата, кој што ја јаде Македонија на секој можен начин. Ни ги јаде и новите работни места, ја јаде и економијата и развојот на оваа држава и на крајот од краиштата мора еднаш за секогаш да бидат оделени оние криминални структури и криминалци кои што работат за лични интереси, за бизнис интереси, визави граѓаните на Македонија кои што интереси е должна државата да ги штити. Повод за изјава на Спасовски е мега скандалот со рекетот тежок 1,5 милион евра, кој е земен од македонски бизнисмен, а за кој во моментов се води истрага. Денес и премиерот на пресконференција истекна дека и тој добил поплаки од бизнисмени од внатрешноста на државата дека им било барано рекет. Сите тие се препратени во Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи постапува по случајот. Ако не постапуваше Министерството за внатрешни работи, ние немаше да имаме случај. Ние постапуваме по насоки кои што ги даде јавното обвинителство за гонење на организиран и сериозен криминал. Сакам да ја истакнам подготвеноста мојата на колегите максимално да ги дадеме сите расположиви капацитети, се со цел да се расчити овој случај, меѓутоа не само овој случај. Секој еден случај на криминал и на корупција. За колку бизнисмени се работи и дали колку од нив се од источниот дел на државата, за сега нема податоци. Деталите се очекуваат да излезат во текот на истрагата.